Стратешките проекти, да се вратиме повторно на енергетика, инфраструктура, рековте дека работевте на ревизорските ЗСМ. Да. Може ли детали што конкретно, дали е откриено незаконско и ненamenско и во кои суми се тие незаконски, ненаменски трошења на пари преку ЕСМ, зашто јавноста е доволно запознаена, имаме и предмети таму. Меѓутоа, од кога вие алармирате на тоа недомаќинско работење, да речеме, на тоа електростопанство на Македонија? Со годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија 2025 година, сите субјекти од областа на енергетика ќе бидат предмет на ревизија. Не само ЕСМ, тоа е и АД МЕПСО, тоа е Номагаз, потоа акционерското друштво Македонски железници, инфраструктура и така натаму, сите клучни субјекти кои што се витални за државата ќе бидат предмет на ревизија, бидејќи се материјални, но и ризични во своите работење. Конкретно на прашањето за ЕСМ, ЕСМ веќе континуирано последните 3 години е предмет на ревизија. Не само од областа на ревизија на регуларност, за ревизија на финансиските извештаи и ревизија на согласеност, ревизија во делот на јавните набавки. Ова година повторно ќе бидат предмет на ревизија на согласеност на јавните набавки и секако беше офатено и со однос што значи ревизија на успешност во делот на транзиција на обновливи извори енергија. За жал, имаме состојби кои што во суштина акционерското друштво има изградена само една фотоволтаична централа, тоа е во Кичево, со јавно-приватно партнерство. Останатите обиди за изградба на обновливи извори на енергија не се успешни. Ќе има доволно потреба за подобрување на состојбата во акционерското друштво, од причина што акционерското друштво имате сознание дека својата произведена електрична енергија ја продава не по пазарна цена, но е него по цена која што е далеку пониска од пазарната цена. А во такви услови, во суштина преку акционерско друштво сакаме да создадеме пониска цена и за граѓаните. Едното со другото не оди заедно. Во тој случај, ако не дозволиме надлежните органи да се создаде цена која што е пазарна, која што ќе продава, тоа значи дека државата ќе добива повеќе средства во работењето на акционерското друштво. Имаме повеќе утврдени состојби како за работењето на термоелектраната, односно ТЕЦ Неготино, така и за термоелектраната во Битола. Меѓутоа, да почекаме да видиме сега со ревизорскиот извештај во 2025 година за делот на јавните набавки, па ќе зборуваме малку повеќе и за тој дел.